Согласно член 38 од статусот на општина Битола, ја свикувам седницата на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка: Извештај за реализација на програмата за економски развој на општина Битола за 2025 година. И втора точка: Општински енергетски план за 2027 година за општина Битола. Молам да се изјасниме по дневниот ред дали имаме некој предлог. Ако немаме, можеме да го гласаме. Ајде. Со 4 гласови за, дневниот ред е изгласан. Одиме на првата точка: Извештај за реализација на програмата за економски развој на општина Битола. Го замолувам известителот од општината да ја образложи точката. Да, значи го добивте извештајот за реализација на програмата за економски развој. Колегата Венцо Шишкин е отсутен. Во негово име ќе образложам кратко, значи дека дадено е кои беа планираните инвестиции, односно планираните средства и по кои ставки како беа потрошени во 2025 година. Значи знаете дека имаме програма која што има други трансфери и други градежни објекти, односно ставките за улици, патишта, пречистителни станици, колектори, дизајнирање на водоснабдување, понатаму и капацитетите за енергетика и други објекти. Сумата ја имате дадено колку била предвидена, колку се реализирана, односно реализацијата на програмата изнесува 55,73% од предвидената програма за 25 година. Исто така е дадено објаснување дека доколку одредените средства кои што беа аплицирани, меѓутоа недобиени на други проекти, ќе придонесеа во поголема ставка на реализација на овој буџет. Во продолжение на програмата ви се дадени одобрените проекти според министерствата конкурирани од унгарскиот кредит на владата. Значи, според јавниот повик на Министерството за локална самоуправа, склучени се договори во вредност од 707.074.111 денари и поставки на секое министерство за кои проекти и исто така во која сума се склучени договорите, односно за кои вредности. Што се однесува до извештајот, исто така кој имате поставки во која програма се реализирани проектите, а во прилогот 2 се дадени и другите субвенции и трансфери, односно кофинансирања според обврските кои што ги има општина Битола. Ви благодарам. Да преминеме, дали некој од советниците бара збор? Ако не, да преминеме на гласање. Да ја пречитаме и втората? Нема проблем. Втората точка: Општински енергетски план за 2027 година за општина Битола. Ве замолувам повторно за образложение. Значи, неодамна пред 3 месеци од страна на Советот беше усвоен Општинскиот енергетски план за 2026 година, меѓутоа Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини донесе измени во законот, односно на 13 мај во годинава во службен весник беше објавен правилникот за формата, содржината и методологијата за изработка на Општинскиот енергетски план. Според новите методологии и суштински измени во законот на Министерството, сите единици на локалната самоуправа до 1 април треба да примат формулари, односно барања и иницијативи за поставување на фотоволтаици до капацитет од 1 мегават,
а понатаму се што доаѓа над 1 мегават оди директно во Министерството. Најдоцна до 15 мај, според сите предлози и иницијативи, секоја општина е задолжена да изготви енергетски план за следната година, значи зборувам дека ова е за 27 година, со дадените иницијативи пристигнати во општината до 1 април 2026 година. Од наша страна тој е изготвен, пратен во Министерството, следен чекор е да се усвои во Советот и до 15 мај да биде даден до Министерството. Понатаму, според сите законски определби на Министерството, се разгледуваат сите иницијативи, се споредува со капацитетот на ЕВН, МЕПСО и сите други дистрибутери, се гледа дали е возможно на територијата на една општина да бидат поставени такви капацитети. Не говорам за капацитети на училишта и на јавни објекти кои што имаат ограничена мокиност до 10 и до 70 киловати, туку говорам за нешто што значи многу поголемо оптоварување на мрежата. И од таа причина, според новите законски да речем пределби, моравме да изготвиме нов план кој треба да биде усвоен од страна на Советот. Ви благодарам. Дали некој од присутните советници бара збор? Ако не, да преминеме на гласање. Точка број 1, извештај за реализација на програмата. Да ја гласаме. Два гласови за, 2 воздржани. Преминуваме на гласање за втората точка, Општински енергетски план за 2027 година. Два гласови за, 2 воздржани. Со тоа дневниот ред е исцрпен и седницата ја затворам.